Добре дојдовте. Овие неколку минути е резервирани за здравието пред се. А она што вие треба да го направите е да останете пред малите екрани и да ги слушнете следниве совети. Кафе. А кој може без кафе? Дали една доза кафе пред вежбање може да биде корисна? И дали консумирањето кафе пред физичка активност може да влие негативно? Дознаваме во следниот прилог. Некои истражувања покажуваат дека пиењето кафе пред вежбање може да ја зголеми ефикасноста, особено при џогинг на подолги стази. Но не сите истражувања го тврдат истото. Така, една неодамнешна студија, објавена од Американскиот коледж за кардиологија, тврди дека и пиењето кафе во умерени количини може да ги наруши атлетските перформанси. Протокот на крвта до срцето се зголемува во текот на вежбањето, но при направениот експеримент, кога на спортистите им биле дадени кофеински таблети, резултатите покажале дека протокот на крвта бил драстично намален, што би значило дека помалку кислород и хранливи материи одат до срцето. Ова ефект на намалување на притисокот на крвта не е важен само од аспект на остварување на поголема ефикасност при вежбањето, туку може да представува и сериозен проблем за оние со срцева болест или висок крвен притисок. Комбинацијата од вежбање и кофеин ја зголемува работата на срцето и значително ги зголемува потребите на телото за кислород. Па кога оваа потреба нема да се остварува, резултатот може да биде постојана зашематеност и сериозни промени на срцевиот ритам. Ефектите на кофеинот врз спортиските перформанси може да варира во зависност од индивидуата и количината на кофеинот која се консумира, па затоа е тешко да се генерализира. Сепак би било мудро да се избегнува пиење кафе пред вежбање, за да се одбегнат евентуалните негативни ефекти. Многу фитнес тренери препорачуваат, доколку вежбате, кафето да го замените со зелен чај без кофеин. Доколку некој од вас е на диета, ви го препорачувам јаболковиот оцет, бидејќи со години се вели дека тој е единствениот кој помага во борбата на вишокот на килограми. Во следниот прилог, колку и како треба да го консумирате. Ова се 5 митови и заблуди за јаболковиот оцет и слабењето. Јаболковиот оцет не е најдобро средство за убивање на апетитот. Кога јаболковиот оцет ќе го испиете на празен желудник, киселината може лесно да го изиритира желудникот и така да создаде чувство на ситост, но само за кратко време. Ако сакате да се чувствувате сити подолг период, подобар избор ќе биде за појадок да јадете протеини. Таков појадок здраво ќе ве засити и ќе ве нахрани со здрава содржина, отколку чаша вода со јаболков оцет. Дури и кога е во прашање слабењето, подобар избор се јајца и чаша јогурт. Јаболковиот оцет не е правилен начин за детоксикација. Ако мислите дека со јаболков оцет ќе направите чистење на црниот дроб, бубрезите и цревата, до некаде ќе успеете, ама на нездрав начин и тоа само на цревата. Целосно прочистување на организмот најдобро се прави со зелените намирници, односно зеленчукот. Јаболковиот оцет може да биде пробиотик. Јаболковиот оцет е дериват од ферментиран јаболков сок, па како и другите ферментирани намирници, може да содржи бактерии кои обезбедуваат уредна пробава. Но треба да се земе предвид дека својствата на пробиотици има само непастеризираниот јаболков оцет, кој содржи ензими и спомнатите пробиотици. Со пастеризацијата исчезнуваат пробиотичните својства на оцетот. Пиењето многу јаболков оцет може да биде опасно. Ако одлучивте да ослабнете со помош на јаболков оцет, немојте да консумирате повеќе од 2 лажици дневно. Поголема од оваа доза секако ќе го изиритира желудникот,
но и ќе ја оштети устната шуплина. Затоа се препорачува јаболковиот оцет да го консумирате со храна. Подобро е во салата. Покорисен е кога се јаде отколку кога се пие. Најдобар начин да го консумирате е се разбира, како зачин во салата. На тој начин ќе имате најмногу полза од него. Инаку, за тезата дека јаболковиот оцет помага во слабењето, не постојат цврсти научни докази. Најпосле запаметете дека не постојат брзи решенија кога станува збор за губење на вишок од килограми. Но, еве една контратеза на ова, со која што ќе го разбиеме последниот мит. Со години слушаме дека јаболковиот оцет помага во борбата против вишок од килограми, а сега тоа е конечно и научно докажано. Група американски лекари и нутриционисти докажаа дека консумирањето на јаболков оцет пред јадење помага во регулацијата на нивото на шеќерот во крвта. Испитаниците кои пред јадење пиеле една лажица јаболков оцет, помешана со 250 мл вода, имале намалено ниво на шеќер во крвта. Оцетната киселина, главната состојка во јаболковиот оцет, го потикнува разградувањето на скробот и на тој начин ја олеснува загубата на килограми. Претходните истражувања покажаа дека секојдневното консумирање на јаболков оцет го намалува индексот на телесна маса, триглицеридите и обемот на струкот. Сепак, докторите советуваат дека јаболковиот оцет не се препорачува за оние кои имаат проблеми со желудникот. Треба да се внимава и на количината на јаболков оцет, бидејќи прекумерното консумирање може да предизвика болки во грлото и проблеми во желудникот. Оцетот секогаш треба да се пие во комбинација со чаша вода, пред јадење, и тоа најмногу 3 пати во денот по една лажица. Понатаму, докторите истакнуваат дека јаболковиот оцет не е замена за правилна исхрана и вежбање. Јаболковиот оцет ќе ви помогне да ги загубите килограмите, но тоа нема да се случи преку ноќ. Односно, првите резултати ќе ги забележите после 3 до 4 месеци секојдневно консумирање јаболков оцет. А во продолжение, уште еден начин како да го намалете вишокот на килограми. Во овој период на листа доаѓа и чајот. Доколку од вас посегнуваат кон намалување на гладот и забрзано согорување на калории, а не знаете како да ги добиете посакуваните резултати, решение во следниот прилог, односно 5 природни чаеви кои помагаат во слабењето. А еве кои се тие. Секој од овие 5 најдобри чаеви за слабење има свој индивидуални, магични својства, од намалување на гладот, забрзување на метаболизмот и забрзано согорување на калории, до буквално топење на мастите сочувани во масните клетки. Дополнително, тие помагаат во намалување на ризикот од срцеви заболувања и дијабетес. Доколку форсирате еден или два од овие одбрани чаеви, треба да пиете секојдневно 3 до 4 чаши на ден без дополнителни засладувачи. Зелен чај помага во забрзување на метаболизмот и разградувањето на масните наслаги. Најефикасен е кога се пие половина час пред физичка активност. Во една неодамнешна студија која траела 12 недели, учесниците кои пиеле секојдневно од 4 до 5 чаши зелен чај во комбинација со 25 минутна физичка активност во денот, во просек загубиле килограм и пол повеќе од оние кои вежбале, ама не пиеле зелен чај. Благодарение на соединенијата во зелениот чај наречени катехини, побрзо се стигнува до рамен стомак. Имено, катехините прават експлозија во масното ткиво, активирајќи забрзано ослободување на масти од масните клетки, особено во стомакот, а потоа и забрзување на капацитетот на работата на црниот дроб за претворање на мастите во енергија. Улонг чај. Улонг е кинеско име за црн змеј и исто така и како зелениот чај, ама многу повеќе, изобилува со катехини кои помагаат во забрзаното губење на тежината, со зголемување на способноста на телото да ги метаболизира липидите, односно мастите. Една студија објавена во стручен здравствен кинески весник открива дека учесниците во истражувањето кои редовно пиеле улонг чај загубиле
дури 3 килограми повеќе за време на период од 6 недели, за разлика од оние кои не пиеле улонг чај. Тоа е половина килограм неделно. Затоа се препорачуваат 4 чаши на ден. Чај од мента. Верувале или не, чајот од мента е поефикасен од популарниот зелен чај кога е во прашање слабењето. Ако се прашувате зошто, еве го научниот одговор. Имено, најголем број од денот конзумираме храна и тогаш кога не сме гладни, туку сме вознемирени или под стрес. А чајот од мента има исклучително смирувачко дејство на нашиот организам, а со тоа и го убива чувството на глад. Една друга студија пак, објавена во списанието за невролошка медицина, открива дека луѓето кои шмркаат чај од мента на секој 2 часа во денот, губат во просек 2,5 килограми месечно, и тоа без дополнителни диети и физички активности. При диети се препорачува секојдневно консумирање на литро чај од мента дневно. И дополнително, свеќи од мента за освежување на просторијата и екстракти од мента за ароматизирање на перницата на која се спие. Следниот чај кој ќе ви помогне во слабењето е белиот чај. Познат како најдобар во превенирање на создавање нови масни клетки, белиот чај е силен антиоксиданс. Содржи 3 пати повеќе полифеноли отколку зелениот чај. Една студија тврди дека белиот чај може истовремено да ја зголеми липолизата, разградувањето на мастите, и воедно да го блокира формирањето на масните клетки. Ако постои супер успешна диета со чај, тогаш тоа е диетата со бел чај. Со белиот чај килограмите се губат рапидно брзо. Според некои научници, со редовно консумирање на овој чај, секојдневно по 5 до 6 чаши дневно, за еден месец се топат дури 4 до 5 килограми, без никаков дополнителен напор. Од тука е ставен на листата на 7 најдобри намирници за рапидно губење на телесната тежина. А на оваа листа чаеви за слабење се наоѓа и ројбос чајот. Направен е од лисцијата на растението наречено црвена грмушка. Расте исклучиво во мал регион на Јужна Африка, во близина на Кейптаун. Она што го прави ројбос чајот особено добар за стомакот и слабењето се единствените и мокни флавоноиди. Истражувањата покажуваат дека овој чај докажано го намалува стресот, а со тоа и чувството на глад. Го стопира складирањето на мастите, го забрзува метаболизмот и директно ги разградува масните наслаги. А дополнително е многу здрав, па од тука е на првото место. Имено, одлично помага во болести поврзани со хипертензија, кардиоваскуларни болести, инсулинска резистенција и диабетес тип 2. Вистинска здрава бомба. Од возрастната популација, барем еднаш во животот, се соочува со болка во грбот. Тоа е една од најстрашните болки, бидејќи ја попречува физичката активност. Кои се третманите? Слушаме во следен прилог. Речиси 80% од возрастната популација, барем еднаш во животот, имале искуство со појава на болки во грбот. Ваквите болки најчесто настануваат како резултат на недоволна физичка активност, неправилно држење на телото, особено при подолго стоење или седење, неадекватно одбран душек или перница за спиење, исчашување на зглобовите, истегнување или напрегање на мускулите во грбот, или пак заради неправилна распределба на тежината при носење товар. Болките во грбот може да бидат акутни и хронични. Првите настануваат нагло и силно, па доколку навремено не се преземат мерки за нивно лекување, истите стануваат хронични и го попречуваат извршувањето на секојдневните обврски. Доколку се појават болки во грбот, треба да побарате помош од лекар. Многумина бараат помош од надри лекари или пак ги масираат неквалификувани лица, не знаејќи дека нестручниот третман не само што не дава долгорочни резултати, туку и речиси секогаш завршува со компликации и повреди на рабетниот столб. Затоа е потребно прво да се постави диагноза со невролошки преглед, компјутерска томографија и магнетна резонанца, а потоа да се спроведе и стручна рехабилитација.
Еве неколку совети кои ќе ви помогнат како да се ослободите од болките во грбот. Не стоите предолго на нозе. При акутни болки треба да одмарате. Не се излежувајте премногу. Нормално, во зависност од јачината на болката, потребно е да лежите 2 до 7 дена. За секоја недела лежење потребни се 2 недели рехабилитација. Изолирајте ја болката со помош на топли и ладни облоги. По зависност од диагнозата и фазата на болеста, докторот може да препорача ладни или топли облоги при појава на оток или напрегнатост во мускулите. Болното место се масира 7 до 8 минути со врекичка мраз, 1 до 2 дена. По 2 дена се препорачува масажа со топли облоги. Се натопува пешкир во врела вода. Добро се процедува и се става на болното место. Во акутната фаза не се применуваат топлите облоги. Болките во грбот кои се предизвикани од стрес можат да се намалат доколку се напиете чај од валеријана. Ова растение е главна состојка на многу таблети и капсули против стрес. Доколку имате болки во грбот, со истегнување против грчот. Подигнете ги колената, додека лежите и доближете ги до градите. Притискајте ги со рацете кон вас. Одморете малку, па повторете ја постапката. Поставете даска под душекот. Целта е креветот да не пропаѓа на средината додека спиете на него, за да не ви се создаваат болки во грбот. Спиење во положба на фетус. Легнете настрана. Благо повлечете ги нозете кон градите и ставете перница меѓу нозете. Пробајте тај чи. Ова е древна кинеска метода на забавени лесни движења. Со нејзина помош се релаксира целото тело и мускулите на грбот. Консумирајте лекови за олеснување на болката, но во консултација со лекар. Доколку имате неподносливи болки, морате да земете лекови кои ги облажуваат истите и ги олеснуваат болните мускулни грчеви. Лековите само привремено ја намалуваат болката. За подолготрајни резултати потребни се и физикални третмани и вежби. Масажа од физиотерапевт. Еднаш неделно, во текот на 10 недели ќе почувствувате драстично подобрување. На овој начин се подобрува циркулацијата на чувствителното место и исхраната на ткивата во тој предел, па се намалува интензитетот на болката. Повторно со помош на физиотерапевтски вежби ќе научите како да седите, стоите и да се движите на начин што ќе го држи рбетот во правилна положба и ќе го намали притисокот врз грбот. Се прават специјализирани вежби за зајакнување на мускулите на грбот и стомакот, со чија помош се зголемува флексибилноста и издржливоста на грбот. Електростимулација. Преку стимулација на нервните влакна со помош на електрични импулси се влијае индиректно на болката. Се блокира преносот на болката преку нервниот систем. Неврохирушки интервенции. Доколку тегобите и болките не може да се решат со лекови, физикална терапија и вежби, единствен начин да се спречат посериозни компликации е навремена неврохируршка операција. Спирулината е најбогатиот извор на хранливи состојки. Има највисока застапеност на протеини од било која друга храна, па затоа и се нарекува здрава храна за еднината. Значењето и употребата во следен прилог. Спирулината, уште нарекувана како супер храна на иднината, е модро зелена алга, која се користела уште од времето на ацтеките. Денес, таа е најкомерцијално култивираната микроалга за употреба како храна. Оваа чиста зелена енергија содржи 23 пати повеќе железо од спанаќот, 5 пати повеќе калциум од млекото и 25 пати повеќе бета-каротен од морковот. Спирулината е високо квалитетен протеин кој содржи фитонутритиенти, кои нудат заштита од штетните ефекти на сончевата светлина, загадувањето и стресот од средината. Витамини,
со најголема концентрација на витамините од Б групата и витаминот Е. Минерали, како што се железото, магнезиумот, калиумот, калциумот, фосфорот, цинкот и селенот. Хлорофил, кој е главен прочистувач на крвта. И фикоцијанин, кој е одговорен за детоксикацијата на отровите од крвта, како и гама-линоленска киселина, за нормализирање на менструалните периоди и одражување на ниското ниво на холестеролот. Спирулината, која е достапна во облик на прав и таблети, нуди неверојатни моќни придобивки и предности со редовното консумирање. Но еве, ќе ги споменеме најважните 10. Идеално го прочистува и детоксифицира организмот од токсини, тешки метали, алкохол и цигари. Дава одлична имунолошка подршка, бидејќи активно се бори против бактериолошките и вирусните заболувања. Го подобрува варењето на храната, цревната дигестија и целокупната слика на метаболизмот. Помага во задоволување на апетитот, како високо концентрирана природна храна. Спирулината е одлична за диети, бидејќи влијае врз намалување на килограмите и одржување и контрола на телесната тежина. Спирулината ја зголемува енергијата, ја засилува концентрацијата и помага во справување со стресни ситуации. Исцрапеноста и уморот ќе станат минато, бидејќи спирулината ќе ве ревитализира за мошне краток период. Таа го намалува и процесот на старење и дава поголема сила и енергија, особено за време на менопаузата. Спирулината има моќ да ја затегнува кожата, правејќи ја блескава, а косата бујна и сјајна. Всушност, единствениот природен додаток кој ви е потребен за цврста коса, кожа и ногти е токму спирулината. Ги ублажува непријатните симптоми пред и за време на менструалниот циклус. Ке се чувствувате многу подобро и полесно за време на овој непријатен период од месецот. Одлична е за мамурлак. Доколку сте се прејале или сте испиле малку повеќе алкохол, земете неколку таблети спирулина пред спиење со поголема количина на вода и истиот процес повторете го веднаш по будењето. Главоболките и лошиот мамурлак ќе станат минато. Го стабилизира и шеќерот во крвта поради високата концентрација на протеини и го намалува нивото на лошиот холестерол, што ја прави идеална за диабетичари. Толку многу придобивки за спирулината, што воедно прави и толку многу причини да почнете да ја консумирате. Ова беше се за денес, почитувани гледачи. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме и утре и не заборавајте, внимавајте на вашето здравје. Пријатно!